Неизвестност дали предстојните парламентарни избори ќе се одржат во планираниот термин. Премиерот денеска прати порака дека блокирањето на одредени закони во собранието може да резултира со одложување на изборите. Заев вели дека не посакува такво сценарио, но дека е можно ако продолжат, како што ги нарекува, обструкциите во парламентот. Ако предизвикат секако кочење на пензии, на социјалните трансфери, на покачувањето на платите, на сето она што живот значи за граѓаните допираат, тогаш изборите може и да се одложат. Тоа денеска не го испраќам како закана, заради тоа што одговорноста на секој пратеник, дали од власт или од опозицијата, е исто така одговорност и на владата, и на локалните самоуправи, и на сите за кои што плата зимаме од граѓаните. Така да следам секој ден што се случува во парламентот и ако перфидноста на користењето на филибастерингот, дали е за изборното законодавство, дали е за пензиите, ги кажувам како примери кои што се многу значајни. Тоа може да значи и секако вид на пролонгирање на процесот. Опозицијата врати дека станува збор за закана на премиерот поради како што тврди негова паника од изборно соочување. Веројатно човекот го фаќа паника и во едноставно немање на било каков друг маневар се обидува на секој можен начин да проба да ги одложи изборите. Избори ќе има, изборите се договорени од сите политички субјекти. Партнерот во владата Дуи, кој исто така има своја вина во блокадата на работата на собранието поради илјадниците амандмани на измените на изборниот законник, денеска со оптимистички изјави дека излез е можен. Доколку се има политичка волја, доколку се има диалог помеѓу политичките партии, ништо не би било пречка и сите тие закони може да се усвојат во многу краток можен рок. На крајот на октомври на средбата кај шефот на државата, партиските лидери се договорија изборите да се одржат на 12 април, на почетокот на јануари да се избере техничка влада, а на 11 февруари да се распушти собранието. За Гласот на Америка од Скопје, Владимир Мирчевски.